Нови клиники, училишта, градинки, патишта, канализации. Македонските општини под полна паре, откако владата обезбеди поволни финансиски средства за капитални проекти преку поволниот заем од Унгарија. Во очекување на вториот дел од траншата од вкупно предвидените 250 милиони евра, која ќе се дели по исклучително поволни услови, локалните власти веќе ги финализираат постапките за реализација на проектите. Некои од нив веќе велат дека потпишале договори со фирми и предприемачи за капитални проекти. Еден од тие проекти е и поликлиника во Кисела Вода. Тоа ќе биде еден од проектите кои што напролет ќе започне да се гради. Практично ќе аплицираме со истиот за да ги обезбедиме средствата преку владата, односно преку унгарскиот кредит, и ќе отпочнеме со градба на поликлиника, конечно после 50-60 години барања на нашите сограѓани, но исто така ќе се гради и полициска станица во Кисела Вода, ќе се прават доградби на училишта, одредени патни поврзувања имаме во инфраструктурата, инвестиции и така натаму. Парите се достапни за сите општини. Тоа повеќе пати го потенцираше и владата како одговор на критиките дека наводно ќе се фаворизирале само градоначалниците од власта. Потврда на ова е Скопската општина Центар, која веќе има аплицирано за финансиски средства за реализација на неколку проекти. Ние како општина аплициравме за 2 проекти. Тоа е втората фаза за спортската сала Работнички и хортикултурно и партнерно уредување во делот на зелениот пазар. Двата се капитални големи проекти со поголема сума, односно сума од 120 и нешто милиони денари. За едниот повик за втората фаза за салата Работнички потпишавме и договор со владата. За партнерно хортикултурно партнерно уредување се уште немаме известување, односно немаме потпишано никаков договор. Поголем дел ќе бидат паркинзи, поради тоа што најголем проблем во општината е паркирањето. Подготвуваме неколку проекти за подобро паркирање и зголемување капацитетите за паркирање во општината. И Скопската општина Ѓорче Петров во новата 2025 година ќе се модернизира со нови капитални проекти. Планирани се училишта, градинки, а во план е изградба и реконструкција на старите локални патишта. Приоритет дадовме на изградба на уште една нова детска градинка во блокот СЗ-16. Во новиот дел, веднаш до населот Александрија, градинка што ќе служи за 200 дечиња, ќе биде една од најголемите во Ѓорче Петров. Проект вреден отприлика околу 2 милиона евра. Дадовме приоритет на изградба на сите локални патишта во руралниот дел на општината. Исто така планирани се средства за реконструкција на Домот на културата, средства за реконструкција на салата Христо Батанџиев и уште неколку други проекти кои што ќе бидат фокусирани во урбаниот дел на општината Ѓорче Петров. Инаку средствата, како и во првиот јавен повик, ќе се распределат преку 6 министерства, кои ќе треба преку комисиите за евалуација да дадат тамин за изведба на ваквите проекти. Во првиот јавен повик учествуваа 80 општини со дури 357 проекти. Од владата тогаш соопштија дека високиот интерес само потврдува дека мерката за 250 милиони евра капитални инвестиции е оправдана и дека ова ќе биде историско високо ниво на инвестиции важни за локалната самоуправа со поддршка од владата. Проектот е отворен за сите општини, вклучително и за град Скопје.